Што се однесува и за локални избори, и за евентуално предвремени парламентарни избори и било кои други избори, додека не добиеме гаранции дека тие ќе бидат фер и демократски, ние на избори не излегуваме. Поедете. Власта директно те посочи вас лично како одговорен за настаните вчера, бидејќи сте повикани на клуч кон државата, така го нарекла. Почувствувате ли ви лично одговорен за тоа што се случи на вашите претходници и воопшто во целата ситуација? Че вчера не беше спречен пуч од страна на власта, вчера се случи пуч. Пуч кој што го реализираше владеачката партија. Вчера беше узурпиран уставот, законот, деловникот за работа, демократијата во Република Македонија. Тоа е партиско-полициски пуч во реализација на Никола Груевски и ВМРО ДПМН. Што точно значи крајаската? Се што можете да замислите. Не ме плаши крајаската. Се што можете да замислите. Јас се чувствувам одговорен лично, а чувствувам одговорност и на Социјалдемократскиот сојуз, што многу порано, подиректно и порадикално не почнавме да и се спротивуваме на оваа власт. Председателот или Груевски повика на лидерски средби за најменување на состојбите коалиција? Се извинувам, председателот на што? На државата. Постои таков? Лидерска средба за што? За што? Кои состојби? Не, клучниот проблем е она што се случи во собранието. Значи, сите ние и вие сме биле сведоци дека во парламенти на многу земји широм светот имало судири меѓу пратеници и пратеници. Сме го гледале тоа на телевизија. Ви тврдам дека нема земја во која што полиција ќе претепува пратеници и ќе ги отстранува од парламентот. Таков пример не постои. А впрочем, кажете вие дали има друг пример каде што полицијата исто така со сила и насилство ќе ги отстрани вашите колеги новинари. Една од тие седи до вас, колешка. Вчера беше брука и за новинарството во Македонија. Брука приредена и реализирана од страна на оваа власт. Понижени сме сите, и како народ, и како држава. Оваа срамота цел свет ја види. Поведете. Со заминување на Никола Груевска власт. Говорите дека се што може да замислите околу борбата на границите на консулство, дали тоа подразбира и повик да не се плаќаат сметки, даноци и така натаму? Значи, во дадена ситуација, во дадени околности, и тоа може да се случи. Молам? Нека повелат. Тука сум. Јас сум тука. Знаат и каде живеам и каде работам. Од оваа власт дефинитивно не, меѓутоа од законската регулатива, состојбата со избирачкиот список, силен меѓународен мониторинг и од оној што ќе ги организира изборите. Оваа власт више тој кредибилитет го нема. Како очекувате да се развива политичката клима? Дали власта ќе оди на предвремени, ќе се согласи да оди на предвремени парламентарни избори или можеби со репресија ќе се обидува да ја задржи власта и дали тоа не е ризик ова што се случи вчера во страшна форма да го видиме на улиците? Значи, од оваа власт ништо не ме изненадува. После се што видовме во овие 7 години, а после она што го видовме вчера во собранието и пред собранието, ништо
не може да ме изненади од оваа влада на чело со Никола Груевски. А тоа е најдобар доказ во каква земја живееме. Значи, прво, вчера видов и што кажа Никола Груевски и што беше соопштението на ВМРО ДПМН. Апропо вашето прашање, ќе се задржам на една формулација дека народот му кажал не на Црвенковски. Дали за Никола Груевски специјалните полициски единици се народ? Вчера се случи судир меѓу пратеници, народни избраници и припадници на специјалните единици на полицијата. Пред парламентот не се случи судир меѓу народ и народ, иако тоа им беше намерата и тоа им беше сценариото и цел ден на тоа работеа. На крајот се случи повторно судир меѓу специјалните единици на полицијата и народ. Не кажа вчера не народот на СДСМ или на Црвенковски. Вчера народот се судри со механизмот за одржување на оваа власт. Тоа е последниот механизам. Тоа е брутална сила и злоупотреба на институциите. Како ја коментирате неговата порака дека политичкиот крај ќе ги заврши како Гадафи? Више 7 години го слушам за мојот крај. 7 години го слушам Никола Груевски како сонува за мојот политички крај. И како повеќе сонува, така повеќе му се шири кошмарот за неговиот политички крај.